Како што ме представи професорката Апостоловска, јас сум Кузмановски Арсен, студент на постдипломски студии на Институтот на географија при Природно-математичкиот факултет во насоката географски информациски системи. И воедно сакам да честитам и роден ден на 72 годишнината од создавањето на Македонското географско друштво и да се надеваме на уште повеќе и поголеми родендени да се прославуваат. Темата на која што јас сега денеска ќе презентирам е пред се дигиталната настава во географијата и истовременно може да се преземат одредени алатки, односно веб страници кои можат истите да се искористат во едукација на самите ученици. Само би ве замолила ако можете да ми кажете дали на екранот се гледа самата презентација? Да, првата страница се гледа. Одлично, ви благодарам. Прво ќе напоменеме со тоа што кога ќе збориме во делот на географијата во наставниот процес, треба да се евидентира тоа што географијата не е едноставна, таа пред се е фундаментална и една комплексна наука, која ги проучува пред се природните и општествените промени во просторот, нивната меѓусебна поврзаност, како и влијанието што го имаат врз самиот простор. Поради тоа географското знаење е неминовно, и најдобро е да се знаат со цел да се согледаат и да се разберат современите активности и ситуации кои се случува на планетата Земја, како една основа за иден понатамошен развој. Од друга страна, со тоа веќе неколку децени наназад се изведуваше одредени промени во процесот на изведување на наставата. Па така може да кажеме дека ако го земеме само основното и средното образование, за среќа географијата се уште како предмет на изучување е застапена во тие две нивоа во академското учење на самите ученици. Од една страна може да кажеме тоа што според креираните наставни планови од страна на Министерството за образование и наука за основното и за средното оделение, може да забележиме тоа што од 6, 7, 8 и 9 оделение географијата е застапена 2 часа неделно, односно ако се земе првото и второто полугодие акумулативно, имаме околу 72 часа годишно изучување на географските содржини. Додека во делот кога ќе преминеме кон фондот на средното образование, кај гимназиското образование е застапено изучувањето на географијата, и при тоа во комбинацијата на изборните предмети во прва и втора година, географијата е застапена 2 часа неделно, односно 72 часа годишно, и тоа кај природно-математичкото подрачје, јазично-уметничкото подрачје и општествено-хуманистичкото подрачје. Додека во делот на Б комбинацијата на изборните предмети кај гимназиското образование, во прва и во втора година, географијата е застапена по 2 часа исто така неделно, 72 часа годишно географија, на сите три насоки, природно-математичко, јазично-уметничко и општествено-хуманистичкото подрачје, додека исклучок представуваат пред се Б комбинацијата, но природно-математичкото подрачје, каде што географијата се изучува и во третата година, 2 часа неделно, односно 72 часа годишно, но дека географијата е воведена како изборен предмет, односно самите ученици можат да изберат или да не го изберат предметот географија во нивното образование. Од друга страна, може да кажеме тоа што географијата пред се не е статична наука, како што мислат најголем дел од луѓето кои не се подетално навлезени во изучувањето на географските содржини. Светот, како што напоменаме и како што кажаме претходно, представуваат едно динамичко место. Секојдневни промени се случуваат, дали од природен карактер, дали од општествен карактер. Поради тоа, бидејќи географијата го проучува самиот простор и го следи просторот, ситуациите што се променуваат, неминовно се доведува и до промена на методите каде што треба да се прикаже географското знаење, односно изучување на географските содржини. Од друга страна, може да и сите ние сме вклучени во еден нов процес, посебно основното и средното образование, каде што доаѓа до промена на едукативната настава, пред се со примена на дигиталниот модел на едукација. Тука се дели на два начина. Настава на далечина, што моментално се случува во неколку оделенија, каде што учениците не се физички присутни во самиот образовна институција, туку едукацијата следат од дома и при тоа дигитален модел на едукација во самите училишта,
каде што во најголем дел хартиените учебници и таблата со креда се заменува со интерактивни табли или пак содржини кои што се наоѓаат во електронска форма. Самиот модел, односно новиот тренд на географија, пред се дигиталниот модел на едукација, вклучува пред се интегрирање на информатичките и компјутерските технологии во изучувањето на содржини. Па може да кажеме дека преминот на овие дигитално-технички методи на едукација сепак представуваат еден предизвик не само за наставниот кадар кој што треба да го прикаже, да ги прикаже тие географски содржини, туку од друга страна представува предизвик и за самите ученици, посебно ако се работи за поодредени возрасти, кои што можат полесно или пак со помали потешкоти да пристапат до самите географски содржини. И од друга страна може да кажеме, ако веќе се воведува дигитален модел на едукација, неопходно е да имаме соодветни електронски уреди кои што самите ученици ќе можат да пристапат во комуникација, односно да пристапат на електронската верзија на часот и да пристапат кон електронските содржини по географија. Тука во тие електронски уреди во наставниот процес влегува пред се десктоп компјутерите, преносните компјутери, лаптопи, таблетот, смартфоните, односно мобилните телефони кои речиси сите личности ги поседуваме, паметните табли на допир и така натаму. И од друга страна може да кажеме дигитален модел или дигитален модел на едукација или електронска настава не би била возможна доколку не постои интернетот. Интернетот е таа алатка, таа можност што не поврзуваат со учениците и учениците се поврзуваат со самиот наставен кадар и каде што може да се пристапи до географските содржини. Па поради ова, ние може да видиме тоа што доколку учениците се дома, односно дигиталниот модел на настава, односно настава на далечина, со соодветните електронски уреди учениците пристапуваат, или пак доколку учениците се присутни директно на самата образовна институција, па мора во овој случај наставниот кадар да се прилагоди на новите ситуации за полесно прилагодување и изучување на географските содржини кои што се понудени според наставниот план, соодветно возраста и содржините кои што би требале истите да се изучат. Па од овој аспект може да го одредиме пред се значењето на новите технологии во географијата, зашто од една страна да се спроведе електронска настава пред се барат една поголема организацијска енергија, управување, односно раководење со самиот наставен час, креативност на самиот час, но и поголем ангажман од страна на наставниот кадар. Зошто? Со цел вниманието кој што го поседуваат учениците, да речеме на почетокот на часот, да може да се задржи се до крајот на самиот предвиден час. И од друга страна, современите пак едукативни барања во образовниот процес од една страна постојано се зголемува, а од тука излегува и потребата од современата географска едукација, бидејќи географијата не е статична наука, не е само познавање километри квадратни, бројот на жители, кој е највисокиот врв, која е најголемата река и така натаму, бидејќи географијата е многу повеќе од тоа. Од друга страна, кога ќе го увидиме значењето на дигиталните технологии во географијата, пред се аудиовизуелните елементи во проучувањето на географските содржини и прикажувањето на самите географски содржини. Зошто ова е пред се? Ова е пред се да се поттикне самостојното размислување и донесување на заклучоци според фактите кои што се предвидени, односно фактите кои се прикажани во географските содржини, и од друга страна да може самиот ученик во понатамошниот период да стекне пред се поголеми квалитативни и квантитативни знаења и способности за усвојување на овие географски содржини, но и овие географски содржини да може да ги поврзе со одредени науки или одредени едукативни процеси или содржини кои што се многу сродни или блиски пак со географијата. Од друга страна, дигиталната технологија овозможуваат самите ученици да имаат работни задачи или ученички истражувања и дали тие ученички истражувања би биле самостојни, самиот ученик да може да ги спроведува, или пак од друга страна тие задачи да се спроведуваат групно со комбинација на повеќе ученици, бидејќи со дигиталниот модел на едукација, односно наставата на далечина,
се забележуваат на намалена комуникација и контакт помеѓу самите ученици, посебно оние ученици што се на помала возраст. Па поради ова, дигиталниот модел да се размисли како еден вид на дополнителна причина плюс, да може да имате на поголема соработка и интеракција помеѓу самите ученици. Може да кажеме дека современите методи кои што се применуваат во дигиталната настава, од една страна треба да ги прошират пред се можностите за проучување на географијата како наука, да се креираат нови видици и хоризонти во проучувањето на географијата, но од друга страна да имаме и размена на идеи, размена на информации по електронски пат и истовремено и на апликативна функција на тоа тие што содржини што ќе се научат од географијата да можат во реален живот истите да можат да се применат. Па поради тоа, во делот на дигиталната настава ќе прикажеме пред се неколку алатки, бидејќи до пред неколку додека не беше започната овој дигитален модел на настава и неколку децении наназад, географијата не можеше да се замисли без карта, без глобус, без одредени технички материјали, скици, 3D макети и така натаму, но со текот на времето овие стари содржини се заменуваат, но тоа што се заменуваат тие не значи дека нема да се користат, туку од аналогна форма тие да можат да се користат да се користа пред се на еден дигитален начин. И еден од недобрите алатки при дигиталната настава пред се и образовниот процес кој сигурно ја користи оваа алатка и може дополнително да се употребува, а исто така и обострано и учениците да користат оваа алатка, всушност представуваат електронските презентации, како што се PowerPoint, бидејќи PowerPoint пред се представуваат една мощна и основна алатка за мултимедијално прикажување, креирање и уредување на содржини, каде што при креирањето на овие PowerPoint презентации самите ученици се интерактивно вклучени меѓу себе. Дополнително ја истражуваат таа географска содржина, па нивно внесување во самата презентација, па кои аудиовизуелни елементи или содржини да се додадат во текстот на самата презентација, што значи интеракцијата на ученикот е многу зголемена. Тоа може да доведе до поголема мотивација и поголем поттик за заинтересираност и учење на самата географија, и од друга страна да се развие еден позитивен став на учениците кон самата географска наука. Вториот можност, односно алатки, така наречени алатки во дигиталната настава, ни се веб страниците кои се познати со географски содржини, како што се да речеме Google Maps, National Geographic и така натаму. Или пак во овој аспект да се преземат официјални веб страници на научно-истражувачки и одредени географски институции, каде што самите податоци се веродостојни, истите се точни и при тоа овие официјални веб страници се лесно достапни, содржината е лесно воочлива, информативна, едукативна, интерактивна, исто така може да ја опишеме, и од друга страна самите податоци да може да се симнат, односно да се зачуваат во електронскиот уред кој што ученикот го поседува. И бидејќи збориме во дигитална настава, неопходно е да се напомене тоа што наставниот материјал или учебниците може да бидат во електронска PDF форма или пак да бидат во скенирана форма, бидејќи сепак се работи за дигитална настава, па и соодветно на тоа неминовно е дел од содржините кои што се изучуваат во географијата, да бидат пред се во електронска или да бидат пред се во една скенирана форма. Како што може да видиме, моментално ќе се осврнеме на Google Maps, Earth Data поддржано од NASA и Google Earth Pro. Кога зборуваме пред се за Google Maps, може да кажеме тоа што Google Maps представува еден од најпознатите географски сајтови, кој што е најупотребуван и најискористен од страна на сите корисници кои поседуваат електронски уреди. Доколку сакаме да видиме одредена локација, пристапуваме на Google Maps, доколку сакаме да видиме нашата локација, повторно пристапуваме на Google Maps, што значи сите кои поседуваат Google услуги и без разлика дали користат iOS или други оперативни системи, сепак Google Maps е лесно воочлив и прифатлив. Самиот Google Maps ни овозможува прикажување на сателитски снимки со 3D визуализација, односно 3D приказ,
Од друга страна имаме Street View, односно улични карти, интерактивни панорамски погледи на определен простор или 360 степени фотографии. И истите фотографии може да бидат прикачени на Google Maps. Фотографии со геотагови, односно со познати локации, односно географски координати на самата фотографија каде што е направена, односно креирана, да се прикажат пред се сообраќајните услови во реално време, планирање на маршрути за патување, пеш, со автомобил, воздушниот транспорт или пак јавниот превоз, што многу, например, одговара доколку се планираат одредени теренски активности, па да се види времето на патување кој што би се спроведело со учениците, надморската височина која што ќе би се искачили и така натаму. И од друга страна имаме мерење на должини, односно мерење на оддалеченост или пак мерење на површини. Како еден приказ, ќе се осврнеме на десната горна фотографија, всушност представува сателитски приказ со 3D модел на големото езеро, еден од двете езера, поголеми глацијални езера на на националниот парк Галичица, додека од другата страна долната фотографија може да забележиме од одреден планинар или љубител на природата кој присуствувал на самото место, зел одредена фотографија и ја прикачил истовремено на Google Maps. Овие две слики се поставени со цел да се укаже во дело на изучување на географските содржини. Овој приказ е земено пред се едноглацијално езеро, како што е пред се големото езеро, со цел да се увиди големината и димензиите кои глацијалните езери ги опфаќаа во зависност од акумулационите или тектонските езера, да се види просторот кој што се опфаќаат, надморската височина кој што се наоѓаат и така натаму. Но не значи дека Google Maps би можел да се користи само за водени објекти, доколку се учи пред се од сферата на биогеографијата, да се забележат простори пред се шумски простори, чисто иглолистни, мешани листопадни шуми и така натаму, изучување пред се на клисури, што представува канјонот, што друго е да се објасни што е канјон, а сосема е трето визуелно да се забележи самиот канјон, одредени ако се земе пред социоекономски аспект или општествените карактеристики, да се забележи просторната разместеност, проширувањето на градовите, индустријските капацитети и така натаму. Од една страна овдека може да забележиме сателитски приказ со 3D визуализација на долината на течението на реката Брегалница. Од друга страна, овдека имаме мерење на оддалеченост и површина на одреден објект. Во овој случај земено е акумулационото езеро Прилепско езеро, каде што имат површина од речиси 407.000 метри квадратни, додека вкупниот периметар на езерото, односно бреговата должина, изнесува нешто на 3,6 километри. И од друга страна, приказ од трета фотографија е панорамска слика која е направена од страна на Маркови кули, каде што во позадина се гледат пред се градот Прилеп, Прилепско поле и околните планини. Ова е само едно од најзначајните аспекти на Google Maps кои што може да се користат во делот на едукација. Зошто? Едноставен е за пристап, содржините се лесно манипулативни, истите може да се искористат во истражувањето на самите ученици, со што колку толку малку ќе се прозадлабочи изучувањето на географските содржини. Втората веб страница, односно втората алат како што ви се концентрирале е Worldview Earth Data, која е поддржана од страна на NASA. Што значи дека овие податоци се веродостојни, точни и истите можат да се искористат како надополнување на веќе постоечките географски содржини, кои што им се доставени на самите ученици. Од една страна може да кажеме дека ова веб страница овозможуваат пристап до географски содржини, лесно е пристапна, едноставна е за користење. Од друга страна се работи за сателитски снимки кои што се добиени дневно и истите сателитски снимки потоа се обработени или споени со помош на суперкомпјутери, каде што имаме одлична визуализација на географските содржини. Од друга страна, самиот Worldview Earth Data ни овозможува можност за зачувување и симнување на овие содржини. Временски преглед на свет 25 февруари 2000 година, фактички имаме речиси 21 година временска серија на снимки, каде што ни се прикажуваат најглавните карактеристики на самиот простор.
Еден интересен податок е тоа што податоците секојдневно се надополнуваат, односно на секои 24 часа се апдейтираат. Имаме нови сателитски снимки и старите сателитски снимки се зачувуваат, односно ние може да пребараме одреден датум, да видиме како била состојбата на определен простор. И истовремено овозможува пред се една визуелна споредба на самите податоци, како се наоѓаат и во делот на содржините кои што се наоѓаат на самиот простор. Како приказ само ќе ви прикажам една слика за приказ на циклон и на антициклон од World View Earth Data, каде што имаме од една страна скала од 500 км нова фотографија, со што може да се увиди површината и обемноста на циклонот, со цел учениците да визуелно да видат што представува циклон, насока на движењето на самите облаци, површината која што ја опфаќат, при тоа изгледот, односно територијата каде што се наоѓаат и што всушност представува циклон и да се поврзат идејата со циклон, да речеме со антициклон, кој предел од регијата или од континентот е запатен и така. Додека втората фотографија ние прикажам напред се за одредени температурни инверзии и појавата на магла по котлинските долини на територијата на Република Македонија, каде што може да се забележи со посветла бела боја снежните врнежи на Шар планина и на Баба планина и на останатите повисоки планини на територијата на нашата држава, како и појавата на магла и ниски облаци на пониските надморски височини по должината на поврдарието, односно на сите котлински предели на територијата на нашата држава. Следна фотографија ни е смогот на подолината на реката Ганг, како што може да забележиме, фотографијата е направена на 25 ноември, мислам сателитската снимка е креирана на 25 ноември 2021 година. Ова е пред се одлично да се визуализира, че поврзаме со загадувањето на воздухот, дека смог или загадување на воздухот не се одвива само на локално ниво, како да речеме Скопската котлина, туку дека одредени појави, дали тоа се природни појави или општествени појави, може да опфатат големо пространство и при тоа самата појава може да влијае врз милиони и милиони луѓе, додека од десната страна ќе видите на фотографија која е направена на сателитска снимка од 10 мај 2021 година, специјално избрана бидејќи тогаш е небото чисто, немаме никакви облаци и визуелно територијата на нашата држава се забележува, распространетоста на вегетацијата, државните граници и така натаму, додека следната фотографија како за споредба, бидејќи напоменав за визуализација на содржините на географскиот простор, е пред се сателитска снимка која е направена пред се на 8 ноември во 2020 година. Земена е 2020 година, бидејќи 8 ноември 2021 година територијата на Македонија е под облаци и содржините на просторот на сателитската снимка не би биле доволно видливи, но овој предел може да видиме тоа што генерално просторот на нашата држава е чист, со исклучок на одредени котлински делови како Полошката котлина, Скопската котлина, Кичевската котлина, Поречието и еден дел од речиси целата Пелагонинска котлина е зафатена со магла. И нешто што подетално малци ќе се задржиме сега, едно од најдобрите алатки кои што би можеле да се искористат во изучувањето и прикажувањето на географските содржини. Од една страна се работи за Google Earth Pro, која е пред се декстоп верзија на веб страната на Google Earth. Кога ги проучував учебниците, забележав дека за 6 оделение имат одредени ИКТ задачи, односно информатичко-компјутерски технологии задачи, каде што учениците преку Google Earth треба да одредат одредени содржини, да пронајдат одредени простори и така натаму. Но овдека Google Earth Pro, покрај тоа што Google Earth е присутно на интернет, Google Earth Pro може да се симнет и да се инсталира на самиот електронски уред, дали се работи за таблет, дали се работи за персонален компјутер и така натаму. Самата оваа алатка е едноставна за користење, не бара никакви компјутерски вештини за незино инсталирање, пак незино користење, како што ќе видите во понатамошниот дел. Google Earth Pro е многу лесна за користење, а сепак е богата со содржини и нуди големи можности кои би можеле и односно големи можности да се искористи во
дигиталниот начин, односно во дигиталната настава на географијата. Како што напоменаме, едно од најдобрите програми што може да се искористи, пред се имаме сателитски снимки со 3D приказ и визуализација на релјефот, но исто така и на одредени објекти, поврзување на одредени податоци како Википедија, НАСА или останати веб страници за дополнителни содржини, односно дополнителни информации кои што сакаме да ги осознаеме, приказ на Вселената, на Марс и Месечината, посебно на подрачје каде што се изучува Земјата и вселенските објекти, историски приказ пред се на сателитските снимки, зашто територијата на Република Македонија е воглавно застапена со поквалитетни сателитски снимки од 2002 година наваму. Тоа не значи дека и од порано нема сателитски снимки, но се многу заматени. И од друга страна, овозможува пред се мерење на растојанија и површини во различни единици. Сега само моментално на кратко ќе излеземе од презентацијата за да се приклучиме кон Google Earth Pro, за да може да забележите фактички самата интеракција. Само ќе ве замолам ако може да ми потврдите дали се забележуваат самата програма Google Earth Pro. Да. Одлично. Замислете го Google Earth Pro како еден дигитален глобус, каде што покрај тоа што визуелно ние можеме да забележиме самиот простор, многу е слично како Google Earth, но овдека Google Earth Pro ви дава дополнителни функции кои се многу корисни во текот на едукативниот процес. Како што може да видиме, најголем дел од просторот се опфаќа пред се работниот прозорец, каде што е прикажана планетата Земја и останатите содржини за изучување. Додека од левата страна имаме повеќе така наречени слоеви, кои што тие слоеви нас ни овозможува да одлучиме кои содржини ние сакаме да бидат видливи на самиот простор. Да речеме во делот на Borders and Labels, доколку го оневозможиме овој прозорец, ќе видиме дека сите административни граници се бришат и од друга страна само едноставно се забележуваат сите континенти, површината на океаните, нивната структура и просторот кој што го зафача на самата планета Земја. Од друга страна, доколку ги вклучиме границите и пред се во овој случај ќе зумираме за територијата на Република Македонија, може да забележиме тоа што со плава боја пред се ни се прикажани административните граници на општините, но ние во овој случај можеме да селектираме тоа што дали да ни се прикажат самите самите граници административни без разлика на кое ниво се работи. Се извинувам, дали е само се во ред? Да, се гледа. Ги гледаме границите. Арсен? Имате проблем со интернет? Дали се слушаме? Сега да. Пред малку си изгуби линкот. Арсен? Се замрзна сликата. Ќе ве замолам сите што се да ги исклучите ако има вклучени да ги исклучите камерите за да не го оптеретуваме интернетот, ама Арсе се слушаме? Има некој прекин. Очигледно станува збор за прекин на конекцијата. И очекуваме повторно да се вклучи. Арсен, ме слушате? Колега Китевски, дали може тука да се помогне? Дали се слушаме? Сега да. Најверојатно заради временските услови настана мал прекин со интернетот, но добро е се вратиме на време. Се извинувам, ова малце неочекувана ситуација, но дел од електронска презентација секако. Доколку не представува проблем, да продолжам со прикажувањето на самиот алатка Google Earth Pro. Дали само се забележува самата алатка? Да, ја гледаме картата на Македонија. Одлично.
Од друга страна, сега ќе се осврнеме кон приказот на сателитските снимки. Во овој случај ќе се осврнеме на територијата на Дојранското езеро. Нели напоменаме сателитски снимки со 3D визуелен приказ. Само со едноставно манипулирање со маусот можеме да се приближиме до самиот простор и при тоа од друга страна можност за 360 степени ротирање на самата географска содржина со цел да се увиди на одреден географски објект, да речеме во овој случај представува Дојранското езеро, просторот на кој што се наоѓаат, неговата околина и истовремено може да пристапиме со зумирање до одредени населени места со цел да увидиме местоположбата на дали на останати природни објекти, дали на останати антропогени објекти и така натаму. Покрај ова што напоменаме пред се за Охридското езеро, ова за Дојранското езеро, претходно на вежбите напоменав што доколку се изучува за одредени клисури или долини на одредени хидрографски објекти, така да во овој аспект ќе се насочиме кон течението на реката Радика, каде што на еден подетален начин може да се забележи просторот на по самото течение, застапеноста на самиот терен, може да се движиме низ целото течение. Од друга страна може да маневрираме по тагово 360 степени, да забележиме каков е планинскиот простор. Ова е одлично за изучување на оние содржини за планините на Македонија, најчесто како што се познати младите верижни планини, старите громадни планини и така натаму, што значи Google Earth Pro може да се најде пред се на голема функционалност во делот на прикажувањето на самите географски содржини. Од друга страна, напоменавме дека има можност самата програма за мерење на одредена површина и прикажување на оддалеченост. Веднаш горе на опаџачките менија имаме едно што се вика Add Polygon. Го кликнуваме тука и од една страна може да опфатиме, да речеме, едно населбите пред се, во овој случај нека биде населбата нов Стар Дојран. Самиот полигон го зачувуваме. Веднаш од левата страна ни се покажуваат каде е полигонот зачуван. Во делот на rename, например, ќе пишеме пред се Стар Дојран. Од една страна, преку делот Properties, за подобро видливост и да не ни се прикриват самата географска содржина, можеме да промениме бојата на самиот објект, можеме да создадеме транспарентност со цел содржините кои што ја исцртавме и природните содржини кои што се наоѓаат на самиот простор да бидат видливи, додека во делот на Measurements имат можност самите површини или должини да бидат изразени во мили, односно во империјални единици, или од друга страна, како ние единиците што ги користиме, односно метричниот систем, во метри квадратни или пред све да ни биде во метри квадратни, со што, например, може да сознаеме која површина, кои димензии од прилика одредени објекти во просторот опфаќаат. Следна друга погодна алатка представуваат све пред се патеките, да речеме доколку планираме да извршиме едно планинарско истражување до одреден рид, едноставно само преку New Path кој се наоѓа веднаш до делот за создавање на полигон, од одредена локација, да речеме, може да исцртаме пред се предвидената патека за движење и при тоа овдека ќе пишеме пред се планинарска патека. Во овој аспект со десен клик Show Elevation Profile, веднаш може да забележиме пред се надморската височина на искачување, пред се аговот на искачување, како изгледа самиот релјеф, колку време од прилика би стигнало, колку всушност изнесува купната должина на патеката. И со тоа, например, може да се процени времето на тргнување, времето на одмор, па враќање од одредено место и така натаму. Но и со ова да се одреди дали патеката е средно лесна, тешка или лесна планинарска или истражувачка рута, без разлика за која цел се планират, или пак доколку се одлучи да имате едно теренско истражување, односно теренски час со помош на учениците, со цел да се знаат како дополнително и со побогата содржина да се одвиваат целокупниот наставен план. И од друга страна,
овдека може да ни утврди тоа што учениците едноставно може да создадат едноставна карта и истата таа карта да ја внесат во помош на PowerPoint презентации, одредени извештаи доколку ги креираат на Word формат и така натаму. Например, оваа сателитска снимка, доколку се дигитализираат повеќе географски содржини, преку делот File, Save Image, ни се излегува нов работен прозорец, како што гледаме, имаме пред се овдека Entitled Map, например, овде ќе пишеме мапа за Дојранско езеро. По description информации за Дојранско езеро. И гледаме дека насловот нас не е создаден. Од друга страна, во долниот лев агол имаме пред се единиците за растојание, да ни се покаже пред се за правецот север, и од друга страна имаме пред се легенда, каде што може да се менуваат содржините, да речеме населени места. И во овој аспект може да пишеме пешачки патеки, например. И едноставно со креирањето на овие, само вака да не изместиме сателитската снимка, со прикажувањето на овие содржини, едноставно одиме само Save Image, пред се учениците пред се може да кажеме имаат креирано една своја карта, една основна груба карта, но со богати информации кои може да го применат во наставниот план. Ова е пред се за визуализацијата и напоменаме за историскиот аспект. Во делот на историскиот аспект може да кажеме тоа што, например, делот како што имат како часовниче, што пишуваат Show Historical Imagery, например, може да се вратиме во периодот на 1994 година, па да го видиме пред се просторот кој што го опфаќа Дојранското езеро, односно неговото повлекување, па потоа да речеме 2001 година, каде уште повеќе територијата на езерото е намалено, или пак да дојдеме до 2020 година, односно последната сателитска снимка од декември 2020 година, иако е декември месец е зелено, поради тоа што се повеќе сателитски снимки поврзани меѓу себе, секогаш за поедноставно прикажување на содржините, се прикажуваат во доменот на летниот аспект, иако е декември 2020 година. Ова е пред се функционалност доколку се изучуваат пред се земјоделските содржини, да се забележи пред се распоредот на земјоделските содржини, ширењето на самите населени места, индустријските капацитети, природните објекти, што значи Google Earth Pro е една ефективна алатка која што може да се користи во доменот на сите теми кои што се обработуваат од шесто деление па до втора, односно трета година во средното образование. И последните неколку минути би ги одвел само за вселенскиот аспект, односно можност за прикажување на Вселената, каде што во овој случај гледаме дека фактички автоматски не води кон неколку галаксии, соцзвездија, одредени небули и така натаму, каде што во овој случај се приближуваме кон Андромеда, и ако може да видите голем број на букви и бројки, тоа се сите евидентирани звезди и сите евидентирани планети, кои што се евидентирани од страна на НАСА и преку Google Earth Pro истите се внесени, па со цел со тоа може да се осознаат одредени географски содржини. Например, ние имаме Андромеда галаксија, но едноставно доколку кликнеме на самата страница, веднаш имаме дополнителни податоци кои што нас не водат. Да речеме Андромеда галаксија M31, веднаш имаме од Универзитетот од Тексас за Макдоналд Observatory, каде што може да пристапиме кон подетални информации. Ако се сеќавате на претходниот дел од презентирањето, напоменав поврзување на информации од Википедија, потоа поврзувањето од Google Maps, да речеме, или пак од NASA. Сите овие податоци може да се искористат во начинот на едукација и со тоа да се извршите на визуализација на самата Вселена. Имаме 360 степени, имаме голем број на соцзвездија како што е Орион соцзвездието, или пак во овој случај може да пристапиме кон Поларис или позната уште како звездата Северница. Може на истата да пристапиме и да пример да добиеме сите информации кои што нас дополнително ни се потребни. Напоменав дека самата вселенскиот модел ни овозможува и прикажување пред се на планетата Марс.
Веднаш забележуваме, сега не знам како е интернетот, јачината на интернетот може некаде да биде со пречки, некаде да биде без никаков проблем, но во овој случај може да видиме Марс дека делува малце чудно, но тоа е бидејќи голем број на сонди и сателити кои што се испратени во Вселената и извршиле снимање на самата планета, успеале да извршат одредено картирање, некои простори на планетата Марс веќе подетално картирани, додека други простори не се толку картирани. Во овој случај ќе се осврнеме кон планината Олимп, која е највисоката и најголемата планина досега регистрирана во Сончевиот систем. Незината височина изнесува речиси 20 километри, тоа може да биде пред се информација, дополнителна информација за учениците, и доколку се приближиме кон површината на самиот Марс, може да забележиме височината на самата планета и незината испакнатост во однос на околниот простор. И од друга страна, например, овдека може подетално да се забележи, доколку зумираме, одредени елементи пред се од во овој аспект флувијална ерозија, односно дека некогаш на овие простори течеле течности, односно се претпоставува дека течела пред се вода, бидејќи на северниот и на јужниот пол на Марс се забележани мразни површини, но од друга страна може да се забележи и останати педогенетски или други карактеристики на самата планета, што некогаш укажува дека во минатото планетата била динамична, денеска е пред се со слаба атмосфера и во овој случај може да се забележи самото функционирање, односно самиот приказ на планетата. И следен начин кој што може да се прикаже пред се ни е месечината. Посебно, бидејќи месечината е единствениот природен сателит, повторно ќе кажам, во зависност на сондите и сателитите што се испитување, одредени површини на месечината се подетални картирани, додека одредени простори се послабо картирани. Во овој случај ќе се осврнеме на Аполо 16, имат можност Google Earth Pro, сите Аполо мисии кои што се застапени и сите сонди и ровери што се испратени од Советскиот сојуз, од Кина, од Русија, од Соединетите американски држави, истите тие се внесени. Како што може да видиме на површината на Аполо 16, самиот простор е подетално картиран, исто така овозможува 3D визуализација, односно да забележиме голем кратер од импакт на некој астероид или метеор, помали астероиди кои што се паднале на површината на месечината, и да речеме во овој случај доаѓаат Аполо 16, со линија гледаме целата патека на движење на сателита на самиот тим, и од друга страна имаме прикачени фотографии, каде што во овој случај ќе прикажеме една фотографија од Аполо 16 мисијата. Тоа пред се представува една 360 степени фотографија, каде што може да се увиди самата површина на месечината, Вселената во позадина. Од друга страна може да се забележи роверот, односно возилото со кој астронаутите се движене на самата месечина, опремата, односно самиот астронаут кој што се наоѓаат. Снимката е толку добра што дури се забележуваат и патеките на движењето на возилото, и од една страна може да евидентираме како изгледат самата површина на месечината, иако месечината е оддалечена преку 300.000 километри оддалеченост. Исто така може да кажеме голем број на фотографии, голем број на пристапи, тоа што не значи дека само за Марс или за месечината има фотографии кои се добиени ровери или сонди, туку исто така во овој аспект може да кажеме дека имат и фотографии кои што се застапени слично како Google Maps за одредени природни елементи, истите да може да бидат пристапени, а со тоа едноставно да се збогати и самата содржина и наставниот план, односно процес во дигиталниот метод на географијата. Од една страна, сакам пред се да се заблагодарам за можноста за презентирање на Македонското географско друштво. Се надевам дека оваа пред се презентација од една страна беше доволно информативна, корисна, и се надевам дека ви го привлече вниманието. Уште еднаш благодарам за можноста за присуство на Македонското географско друштво, и да напоменам, односно да повторам уште еднаш честит роден ден на Македонското географско друштво.